граѓанки и граѓани на Валандово, добра вечер членови на ВМРО ДПМНЕ, добра вечер и симпатизери, добра вечер членови на коалиционите партнери за подобра Македонија да живее, добра вечер македонци, турци, роми, власи, Срби, не знам кој се во Валандово уште има повеќе, значи, ама сите да ги тераме. Значи, неверојатно задоволство ми е што сум во оваа убавина, но и неверојатна грижа имам за иднината. Андријана прекрасно пее за слободна Македонија, но не е слободна Македонија овие 2,5 години. Далеко е од тоа. Македонија заслужува подобра иднина, а коалицијата за подобра Македонија гарантира подобра иднина за Македонија. Благодарам. Со ваша помош сигурно. Кога реков дека сум загрижена, знам дека од еден од најубавите краеви на Македонија, луѓето си заменуваат, и тоа оние кои ни се најпотребни, најумните, најспособните, најкомпетитивните, оние кои може да се надпреваруваат во европските држави и подалеку. За жал, политиката на оваа власт не е политика што води сметка за тоа дека тие се потребни овде. Ништо не сторија за да ги задржат. Напротив, како да ги бркаат. Тоа мора да се смени. Мојата представа за Валандово е сликата од детството, од младоста. Крај на прекрасни мириси, на најубавото овошје, а калинката е најскапато и најценетото овошје по светот. Само овде тоа не го знаеме. Покрај убавото овошје, прекрасниот зеленчук. И не знам, кога си замислувам дека Македонија може да биде земја на здрава, органска храна, на туризам од секаков вид, се распослале по земјава езера, ама и прекрасни села и краеви како овој, си велам, зошто, зар не се свесни за оваа убавина? Зошто не сторија нешто за да може народот овде да ужива во убавината, но и во животот? Ветија живот, но ништо не донесоа од животот. Особено за овие прекрасни краеви, кога неодговорно се одлучува за отварање на рудници, мислам дека се заборава на животот. И тоа не само на животот на билките, на животот на животните, туку и на нашиот и на вашиот живот. Зошто? Сите знаеме дека во една мала земја, се што се случува во другиот град, се однесува и на вашиот. Загадувањето на водата, на воздухот, патува. Тоа го допира нашиот живот. И за жал, ние во моментов сме меѓу најболните нации во Европа. Политички болни сме, заради нивната власт, меѓутоа и здравјето ни е нарушено, зашто тие не водат сметка ниту за здравствената заштита, а да не зборувам за еколошката. Предпоставувам, чувте вчера, може би јас звучам радикално како екологист, како екологистка, но мислам дека кога ви е загрозен животот, немате друг избор. Бидејќи нас животот ни е загрозен со она што се случува во овие краеви. Значи, ако еколошката закана, еколошката катастрофа денеска е број 1 безбедносна закана и дилема, дури пред терористичките закани е.
заедно за жал со сиромаштијата. Бидејќи кога сте сиромашни, не можете да ги уживате правата. Затоа јас, доколку ме изберете, еколошката заштита ќе ја сметам за приоритет, за врвен приоритет, за нешто за што на едно, ако не на првото обраќање пред собранието, ќе објаснам што значи тоа не само локално, туку и регионално, туку ако сакате, а и меѓународно, бидејќи денеска таа проблематика е проблематика што го бара вниманието на оние на власт. Меѓутоа, ние имаме еден министер за екологија, познат како експерт за води, под наводници за затворање на води, мислам на Липковската брана, и тој смета дека во Швајцарија луѓето имаат право на здрава животна средина, ама бидејќи ние не сме биле швајцарци, требало да се адаптираме на овдешните услови. Неговиот заменик, инаку пламен говорник во парламентот за еколошки права, па дури колку што паметам со заштитни маски едно време сакаа да ја разбудат претходната власт, сега вели дека да сме го донеселе заедно законот за заштита на водно, се разбира така мисли и на заштита на сите краеви низ Македонија, и тогаш ќе ни тргнело. Се врзуваат за ЕУ и НАТО, меѓутоа убаво им рече мојата соработничка дека тоа е лага. Од ЕУ фондовите за екологија и еколошка заштита може да користите средства кога ќе станете член на ЕУ. Но тие само гледаат да го одложат проблемот. Неспособни се да решат ниту еден проблем доколку некој не им наредува. Научени се само на поданичко однесување и тогаш се фалат дека сите патишта им се отворени. Ниту еден пат не им е отворен. Ние ќе мора да ги отвориме. Прво на председателските избори, а потем и на предвремените парламентарни избори. Лани прославија, ако се сеќавате, членство или почеток на преговори за Европската Унија. Зошто? Деме како се исполни условот наречен Преспански договор, годинава, само потписот ќе се стави и ќе почнеме да преговараме. Јасно е дека од тоа ништо не бива. И сега повторно измислуваат некои поднаводници аргументи и сигурни сме дека повторно Европската Унија, односно Комисија, ќе смисли некоја формулација од типот на уште една дополнителна домашна задача, за да може да се подготви почетокот на преговорите, што веќе ги почнавме или веќе требаше набрзо да ги почнеме. Причината лежи во отсуството на исполнување на било кој европски стандард. А тие се неопходниот услов за почеток на преговори и за членство во Европската Унија. Како изгледа нашава земја овие 2,5 години и особено сега во пресред на јунското очекување на почетокот на преговорите? Далеку од демократија е. Фамилиарна демократија не постои. Партиска демократија не постои. А како што гледате, сите се во кампања. Јас одговорно, како некој кој знае уставно право и политички систем, тврдам дека шок е кога ќе видите во кампања министер за внатрешни работи. Ние на 10 места
го видовме министерот за внатрешни работи во кампања. Гледаме и други министри. Го гледаме премиерот во кампања. Гледаме директори на јавни предпријатија кои се шефови на штабови. Непознат феномен, а зборуваме за департизирана и деполитизирана администрација. Да, директорот на Скопската зоолошка градина е најголемиот критичар мој со неумесни зборови, но тие и не знаат дека тој не смее да биде во кампања. Зошто? Премиерот е премиер или треба да биде премиер, а не е на сите граѓани без оглед кој гласал за него, а кој не. Министрите треба да бидат министри, односно слуги на сите граѓани, но тоа не е така. Таа држава е трула држава, нивната држава. И таа држава не може ниту да се подготви за Европската Унија, а уште помалку да ги исполни критериумите. Затоа тие треба да им отстапат место, да си заминат, како што ветија, доколку ги изгубат овие избори и организираат предвремени избори во опозиција, за да ја научат лекцијата на управувањето од оние што ќе дојдат на власт. Благодарам. Затоа ни е потребна вашата помош. Оти сликата е далеко од европска. Значи, целата власт е на едно место, крај Вардар, во некогашната цека. И се чини дека и практикувањето на власта е како некогаш, како да сме застанале во времето, бидејќи очигледно е дека не само што нема внатрепартиска демократија во социјалдемократскиот сојуз, а на сите им држат лекции за потребата од реформи, туку нема никаква демократија ниту во владата, оти сета власт е концентрирана во рацете на премиерот. Тој го има првиот и последниот збор. Него го гледаме и како некој кој што во парламентот го субституира председателот на собранието, и како некој кој ги субституира локалните власти, кога ветува се и се што, и како некој кој што ги субституира министрите, ама и некој кој што си ја зграбнал власта од председателот на државата, и тоа за работи што се навистина по уставот председателски, како што е тоа склучувањето на меѓународните договори. Се разбира, тоа е намерно, зашто председателот Иванов сигурно не би потпишал договор во името на Македонија, која и не е спомената, туку само е наведена како втората страна. Но тие не размислуваат како нас. Тие како да ја заборавиле химната. Тие наместо за право и правди ни зборуваат само за политиката и дека немаме друг излез и дека ова мораме да го сториме, зашто инаку нема ни ЕУ ни НАТО. Меѓутоа, ЕУ и НАТО, дури и да почнете преговори, дури и да влезете во НАТО, апсолутно не носат со себе автоматски ниту демократија, ниту економски развој, ниту европски политики. Не, тие се додворуваат, зашто кога немате достоинство, ама за жал и кога мислите дека можете да располагате со достоинството на овој народ, вие го подпишувате тоа што ќе ви го стават на маса, а потоа, иако велите дека се работи за болна отстапка, непозната во поновата историја, се фалите дека тоа е вистинскиот чекор и дека тоа ќе вроди со европеизација. Не, јас мислам дека веќе ни
оние кои ги охрабрува, оние кои ги бодреа, не им веруваат. Не само што не им веруваат, туку и не ги почитуваат. Сите го знаеме тоа од животот. Ке ве почитуваат ако имате став. Ке ве почитуваат ако сте борец. Ке ве почитуваат ако сте честни во битката за ставот. Значи, ако имате авторитет, а не моќ, тие немаат никаков авторитет кај народот. Зашто како ке има некој авторитет кој што ве понижил и навредил, кој што ви го оспорил идентитетот, кој што тргувал со идентитетот, кој што е спремен да го смени идентитетот во името, како што велат, на добрососедските односи. Ама соседите се рамноправни субјекти, држави. Не може да има сосед кој што е богат, почитуван, и сосед кој што е понижен, без достоинство, а требе да потпишат договор во кој што ќе бидат рамноправни страни. Не. Но јас ве уверувам дека прашањето за името не е затворено. Не. И дома, и надвор, со правни инструменти, не со сила, ние ќе сториме се за да докажеме дека нема држави со право на самоопределување и држави без право на самоопределување. Не, тоа го избориле право нашите татковци, дедовци, баби, мајки, и непотрошно е тоа право. И ние ќе го искористиме тоа право. Никој веќе и не прашува што се случува во собранието. Зошто немаме собрание? Собрание без опозиција не е собрание. И заборавив да споменам, просто извинување им должам на пратениците од ВМРО, од ДПМН, кога велев како е можно на такви енормни дози на загадување да не се побара прогласување на вонредна состојба заради елементарна непогода. Но председателката на Унијата на жените ми вели дека одамна сме поднеле такво барање до председателот на собранието, но тој воопшто не го зема во предвид. Тоа се неодговорни луѓе. Замислете, значи, тие ги ризикуваа нашите животи, надевајќи се дека ќе се сменат нештата. Ама зборуваме за системска еколошка криза, за системско загадување. Ние и сега, кога мислиме дека се е во ред со природата во Македонија, не сме свесни дека не е така. Тоа го покажуваат преполните болници. Но во нивните болници нема лекари, секој ден си заменуваат. Во нашите болници нема лекови. Сега тие си обезбедија ексклузивно право да се лекуваат во некои други приватни болници, каде што обичниот човек не може ни да зачекори, иако цел живот издвојувал и за здравство, и за пензиско инвалидско, и за социјална заштита. Тие престанаа да бидат наши представници, тие се делегитимирани и затоа треба сега и изборно да ги делегитимираме. Кога? На 21. Се надевам дека спремноста, свеста и решеноста за крај на оваа тажна приказна, за оваа драматична сага има кај вас. Оти тоа не го заслужуваме, не го заслужува македонскиот народ, не го заслужуваат граѓаните во Република Македонија. Заслужуваат подобар живот. Зошто ако луѓето одовде, надвор се ценети работници во сите сфери, проблемот не е во нив, проблемот е во оние кои треба да креираат нормален,
амбиент во кој што трудот и заложбата ќе се наградуваат. Ама нив тоа не ги интересира. Тие си бараат своји градови. Градови имаат своји низ Македонија. Нивните фамилии поседуваат невидени богатства. Преку ноќ врз основа на политиката се збогатија, а не врз основа на трудот. Па како ќе има тогаш мир во една земја? Оти ние велиме дека македонскиот политички систем е се поостра пирамида. На врвот помалку од 10% луѓе кои не знаат што да прават со богатствата, на дното се посиромашни, а среден слој нема. Тоа се луѓето кои живеат од земјоделие, од интелектуална работа, од занаечиство, и тие се главниот мотор на демократските процеси во било која земја. Но оваа земја не е пристојна земја, оваа земја е непристојно место, зашто тие се однесуваат непристојно, зашто живеат како да се изолирани од народот, и затоа мислам дека народот на 21 треба да им покаже дека постоите заради нас, од вас ви извира, од нас ви извира мандатот и легитимитетот. Не заборавивте, тогаш сега ние ќе ви речеме збогум. Оваа држава е централизирана држава. Оваа држава има, како една од ретките во Европа, Министерство за локална самоуправа. Ама бидејќи со децении сум експерт за локална самоуправа во Советот на Европа, се срамам кога во извештаите за Македонија пишува дека една од најслабите, најранливите, најнеспособните карики е, замислете, Министерството за локална самоуправа. Тогаш зашто им служи Министерството за локална самоуправа? Не за децентрализација, оти проблемите на Валандово најдобро се решаваат во Валандово, а не во Скопје. Бидејќи децентрализацијата значи децентрализација и на надлежностите, но и на финансиите. Бидејќи децентрализацијата значи за дека за клучните прашања треба овде да одлучуваат граѓаните, не само преку советниците, туку и на референдум и на други форми на лично изјаснување. Јас ја знам одлуката чудна на Уставниот суд, но нека не ве чуди. Ние и немаме Уставен суд. Имаме 9 луѓе тамо, послушни на власта, молчеа кога требеа да бидат најгласни, зашто тие се тамо за да го штитат Уставот и законите, а не политиката на оваа неодговорна и однародена политичка власт. Јас знам дека во администрацијата има вредни луѓе, но знам и како се вработуваат по партиски и по политички клуч. Тие луѓе се разбира се финансирани од народните пари. Ако се добри, добра е инвестицијата, зашто тие треба да бидат граѓански сервис. Но ако се лоши, ако не знаат, ако се некомпетентни, тогаш се голем трошок за народот. Ние имаме енормно голема администрација, но и прилично неспособна и неквалификувана, говорам во целина. И тамо се потребни огромни реформи. Но ние и не знаеме која е бројката, иако тоа многу лесно може да се дознае. Јасно ви е зошто. Зошто тоа се меѓусебните пазари. Најчесто само македонско-албански пазар, зашто овде гледам јас представници на другите заедници
И честопати го истакнувам фактот дека концептот на бинационална држава е погубен за Македонија. Впрочем, Македонија е мултикултурна заедница, мултикултурно, мултиетничко, мултиконфесионално општество, а не бинационално. Но помалите заедници се целосно занемарени, а тие треба да бидат оние кои ќе внесат умереност, граѓански концепт, затоа и многу лесно воспоставуваат коалиции. Овде се во коалиција со ВМРО, ДПМНЕ. И мислам дека она што треба да го направи една идна влада е да почне да зборува за идеолошки втемелени коалиции, да зборува за една влада, а не за две влади во една. Влада во која сите ќе му бидат одговорни на премиерот. Влада која што може би ако направиме, јас имам намера, уставни измени, во која според европските стандарди премиерот ќе може да смени министар, а не да бара согласно за тоа од парламентот, за да може да функционира како тим. Тогаш сите ќе му бидат одговорни нему, на тимот, и тогаш ние ќе бидеме пристојна европска држава. Да набројам, бидејќи, да, ако имам во план да формирам комисија за уставни реформи, а се разбира и другата комисија за анализа на правните дефекти на Преспанскиот договор и идните чекори, мислам и функциите што и сега се по уставот загарантирани за председателот, да ги практикувам на еден поинаков или ако сакате мој начин. Не велам дека сите амбасадори по светот не се добри, но сме имале сериозни проблеми со амбасадори по светот. Време е да се враќаат таквите амбасадори, зашто тогаш ја не представуваат во лоша светлина. Ако надвор одат најдобрите и најквалификуваните, оние кои знаат што е дипломатска кариера, нашиот збор ќе тежи. Тоа е најважно во меѓународните организации, во ОПСЕ, во Советот на Европа, во Обединетите нации. И јас затоа сметам дека час поскоро треба да го направиме тоа што соседна Албанија го прави сега. Лобирање за непостојана членка на Советот за безбедност. Само ние и Албанија од регионот досега не сме биле непостојана членка на Советот за безбедност. Тоа е еден голем предизвик за председателот на државата. Понатамо, во сите тела во кои што имам ингеренции, Уставен суд, Совет за безбедност, гувернер на Народна банка, шеф на генералштабот, генерали, држете ме за збор. Ке ги номинирам најдобрите, најумните, најквалификуваните, а тоа вие ќе го проверите, бидејќи ќе биде на транспарентен начин обзнанено. Како жена велам дека во рамките на АРМ се разбира, како врховен командант, ќе водам сметка и за женските интереси, зашто денеска во светот е неверојатно актуелно да се зборува за улогата на жените во мировните мисии, во мировните процеси. Иако имаме жена која што стои на чело на Министерството за народна одбрана, јас не гледам такви потези, ниту пак намери. Би сакала да видам жена генерал во Македонија. Би сакала да видам жени во кабинетот на председателот. Би сакала да видам жени воени аташеја. Се разбира дека тоа е природно
како што е природата совршен креатор во односот жени-мажи, ама така не е во Македонија. Се надевам дека следната влада ќе го зголеми бројот на жените, бидејќи замислете само 4 од 26, ќе стави крај на заменичките функции, ќе го зголеми бројот на жените на клучните функции во државната и во јавната администрација исто така, зашто тогаш ќе имаме нова енергија, ново знаење, зашто и каде што се мнозинство жените не се на клучните функции. Ке се обраќам пред парламентот многу пати, ветото ке го користам како некој кој води сметка и се заколнал на уставот и на законите почитување, зашто председателот е тамо за да го штити самиот и да покаже дека е под уставот и законите, а не да го крши. Мислам дека со одговорна влада председателот може да биде совршен тим, две усогласени глави, а не одвоени глави како сега. Две глави кои ќе бидат вистинско политичко дуо, кои ќе водат сметка за националните и државните интереси, а нема тргнувајќи од личните да бидат во постојана кавга, како сега. Иако председателот се разбира и нема шанса дури да биде во дуел со овие луѓе, кои, како да не постои, се однесуваат. Затоа, почитувани граѓани, затоа, почитувани граѓанки, мислам дека доаѓа времето кога треба да се стави крај на беззаконието, на пропаднатата економија, на корупцијата и криминалот, на невидениот непотизам и фамилиарни односи, а тоа е 21 април. Тоа е денот кога ние уште еднаш ќе потврдиме дека и кога мислат дека сме паднати во духот, тогаш сме пред конечната одлука. Одлука да си ја повратиме слободата, да си го повратиме правото и правдата за Македонија и во Македонија. Благодарам.